повеќе членки на мрежата за медиумска писменост уште еднаш ги издружија своето знаење, искуство и капацитети, за да организираат серија настави со кои што веруваме ќе придонесеме кон завекнување на дебатата за различните аспекти на медиумската писменост во македонското општество. Мрежата за медиумска писменост ги организираше првите денови на медиумска писменост во 2019 година. Членките на мрежата имаат толку многу да кажат и да покажат, што имавме настани кои траја речиси 1 месец. Затоа другите организираат недела на медиумска писменост, а ние денови. Низ текот на овие 5 години, токму на деновите, беа соопштени значајни новости. Например, во 2020-та, тогашната министерка за образование и наука ја најави реформата со која медиумската писменост се воведе во образованието. И медиумската писменост е само парче од новата концепција за основно образование. Таа треба да почне да се имплементира 21-22 учебна година, нема да се оди сукцесивно во основно, кој ќе се оди промена на наставна програма, план и материјали од првото до 9-то одделение. Се надевам и верувам дека во наредниот период конечно ќе успееме да го започнеме процесот на системско градење капацитети во рамки на нашиот образовен систем, преку обука на наставниците, создавање наставни материјали, промени во наставната програма и во образовните политики на државата со цел интеграција на медиумската писменост во основното и во средното образование, но и во градинките и високообразовните институции. При тоа, водејќи се од начелото дека воведувањето медиумска писменост не значи воведување нов предмет во наставните програми, во користење на медиумската писменост како пристап, односно како начин на учење на сите предмети. Арно, ама, дојдовме до заклучок дека е неопходно да го осознаеме малце поширокиот контекст на критичко мислење, како дел од медиумската писменост, бидејќи сметаме дека само враќањето на една култура на критичко мислење кој што може би постоела во некое минато време за одредени области или во некои сфери, особено во образованието, е начин за целото население да се оспособи да се спротистави на разните медиумски манипулации. Во 2020 година деновите беа посветени на важноста на проверката на фактите и професионалното новинарство. Значи, на прашањето дали на новинарите во Северна Македонија има потребно градење капацитети за медиумска писменост, скоро половина, односно гледате 49,5%, велат дека потребно е редовно наградување на знаењата и капацитетите на новинарите, а дополнителни 45,5% велат дека е потребно значително да се зајакне медиумската писменост кај новинарите. Новинарите и новинарките во јавниот сервис имале плати од 24.000 до 30.000 денари. Помеѓу нив не може да се забележи родов јаз во плати. Карактеристично за целата медиумска индустрија кај нас е тоа што има многу повеќе новинарки од новинари, дури 170 лица, односно 69 мажи и 101 жена, од вкупно 253 новинари и новинарки во националните телевизии, земале плата пониска од државниот просек на нето плата за декември 2019 година според Државниот завод за статистика, која изнесувала 26.836 денари. Само 24% од новинарите вработени во радијата имаат плата над 16.000 денари. Истражувањето на X за навиките на корисниците на социјални мрежи покажа дека младите на возраст од 15 до 24 години во текот на денот поминуваат помеѓу 3 па и повеќе часови онлайн, што споредено со истражувањето од пред 2 години има растечка тенденција. Етичкото и одговорно несување не е само потребно од професионалните медиумски редакции. Потребно од сите оние што пишуваат, се информираат, комуницираат со своите другари, пријатели, роднини преку слободната интернет зона. Facebook, Twitter, Instagram, блогови, се тоа е јавен, еден голем јавен простор, а не паралелен свет каде што се ви е дозволено. Во 2021 се фокусиравме на децата и на младите.
Зошто е важно да се биде информиран? Затоа што информацијата претставува најмоćното оружје. Денеска имате војни што се водат преку информации. Сите читатели, особено па во Македонија, се мрзливи купувачи на информации. Што значи тоа? Во Македонија денеска се читаат само наслови на вести. Луѓето не ги ни отвараат вестите. Значи, улогата на медиумите во делот на представувањето на различностите е исто толку важна колку што е важен и фактот да се знае дека токму медиумите се тие кои што во одредени периоди долевале масло на огнот во однос на сваќањето на на до зацврстувањето на одредени стереотипи кон заедници, односно групи на граѓани. Некој шоќери че не е ќе ми криюар, за не било спајсување, да сигурно не е ќе ми криюар, дуете да зарегулуемте менталитет, че е шум примитив. Во соработка со првата детска амбасада во светот Меѓаши и низ консултации со професионалните медиумски и новинарски здруженија, подготвени се препораки во вид на апели до медиумите кои што се потпираат на меѓународните кодекси и релевантни документи во оваа сфера. Родителите, како што кажав, и сите возрастни да бидат сконцентрирани на тоа што допира до нив и да се обидат да им направат дистинкција помеѓу оноа што е висината информација, лажна информација и така натаму. Наративите, играните приказни кај ТВ Сител и ТВ Канал 5 се целосно свртени кон рецидивни општествено вредностни карактеристични за патриархалните општества. Клинецот ги следи промените во образовниот систем, а и ги следи промените во општеството и сака директно да учествува. И токму затоа почетните основи кога ја конципираме програмата, ни поаѓаат од тоа дека програмата мора да е едукативна и интерактивна. Во 2022 година целта ни беше да го свртиме вниманието кон различностите во општеството, кои треба да се пресликаат во медиумите без стереотипи и без предрасуди. Дека доколку лицата со попреченост не се присутни во медиумите и не се видливи, тогаш никогаш нема да направиме чекор понапред. И сите теми треба да си го најдат своето место, онаму каде што припаѓаат, а не во специализирани исклучиво емисии кои што се прават за лица со попреченост, а кои што многу често не ги гледа никој друг. Се фокусираме сите заеднички на исполнување на стандардите за веб пристапност и дигитална пристапност. Еве, за иницијатива често викам, земете за проба како би изгледала едни вести, да ги организирате, односно да ги води лице кое што е глуво. За проба. Видите како ќе имате реакција. Немањето информации е најголемиот проблем. Генерално за секој стереотип, за секоја предрасуда, немањето информација тој мислам главната работа. Кога ги имате доволно информации, ќе можете да направите да имате собствено мислење, а кај нас тоа што ќе го каже и комшијата и пријателот е многу порелевантно од тоа што кога ќе отворите книга или медиум ќе го најдете како точен факт. Она што е особено важно за мене е фактот што медиумската писменост влегува на голема врата во курикулумот на Филолошкиот факултет и со тоа во курикулумот на УКИМ. Она што го опфаќа овој голем проект за медиумска писменост значи воведување на медиумската писменост во основното и во средното образование и тоа треба да го спроведуваат наставниците по мајчин јазик. Како што сите добро знаеме, најголемиот број наставници всушност доаѓаат од Филолошкиот факултет.
Приказната за мрежата за медиумска писменост започна на 27. април 2017 година со свечена промоција. Незиното формирање беше на иницијатива на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, заедно со уште 35 членки основачки. Сега не има 85 образовни установи, граѓански организации, медиуми, компании, поединци и државни институции. Бидејќи медиумското описменување на граѓаните е макотрпен процес, целта на мрежата е вмрежување на сите релевантни општествени чинители. Преку многобројните активности и проекти, таа настојува да негува култура каде граѓаните не само што ќе ги конзумираат медиумските содржини, туку и критички ќе се ангажираат во општественото живење. Заеднина во која медиумската писменост ќе осветлува дигиталната ера. Затоа, годинава ќе ве поведеме низ дигиталните простори.